Организатори на овој настан се општина Прилеп, Стопанската комора на Република Македонија и познатиот бренд конфекцијската куќа, односно фирма од градот Прилеп, тоа е Конфи Ангел. Средствата што ќе бидат собрани, ќе бидат донирани во Прилепската болница Борка Талески за купување на мамограф. Во оваа акција ќе бидат вклучени и здруженијата кои делуваат во превенција за борба против ракот на дојката на ниво на Македонија, тоа се Борка и Животна искра. Градот Прилеп сите 12 дена додека трае турнирот ќе биде обоен во розово, знак на розовите панделки, односно секоја од овие панделки кои што ги имаме на нас, ќе представува и донација, фактички дека секој лице која купило таа панделка ќе биде донатор во купувањето на овој мамограф, односно ќе биде дел од учесниците во ова хуманитарна акција. Да напоменам дека надпреварите ќе бидат многу интересни, бидејќи станува збор за квалитетни надпревари поради фондот на награди кој е обезбеден. За прво место имаме награда од 5000 евра, за второ место на екипите 3000 евра и за трето место имаме 1000 евра награда. Најавени се големи имена од фудбалот, македонските звезди, кои што ги означија своевремено и македонскиот фудбал. Од Партизан се најавени еден Небојша Вучичевич, Ацо Трифунович, Дарио Тошевич, Мирослав Чермер, Дејан Радженович и други познати имена од ексију фудбала. Целиот настан е поддржан и од Фудбалскиот сојуз на Република Македонија, од ФСМ. Во соработка со градоначалникот одлучивме наградниот фонд да биде онаков каков што е, се со цел за да донесеме квалитетен фудбал тие 12 дена. Од причин, исто така, знаете дека тој временски период фудбалерите се на одмор, па предпоставувам дека доста од професионалните фудбалери кои што играат во моментов во клубовите во Македонија би зазеле учество во тој временски период. Во однос на хуманитарните цели, дефинитивно иницирани бевне од самиот факт со Прилеп како општина. Нажалост, бројката, статистиката која што кажува на загубените вредни човекови животи секој ден е се поголем и поголем во борбата со ракот, поготово ракот на дојката. Нажалост, во овој момент во општата болница Борка Талески во Прилеп таков апарат мамограф нема. Иницирани бевне за истиот да го набавиме од причини што нашето најголемо богатство сепак е човековиот живот и неговиот ресур и инвестицијата во истиот. Секоја екипа која што ќе настапува на овој турнир, а максимално ради квалитетот на играта, мора да бидат само 32 екипи, ќе мора да уплати одредена котизација, за која што котизација екипите веќе се информирани и таа котизација директно ќе биде уплатена за купување на мамографот. Дополнителни средства за обезбедување на мамографот ќе имаме од самата панделка, со тоа што да, првата недела во време траењето на турнирот картите заедно, влезниците со се панделката ќе биде 30 денари, а со оглед на квалитетот на играта, на фудбалската игра која што ќе биде понудена во втората недела, одлучивме да биде 50 денари заедно со се панделка. Она што би било дополнителен придонес на настанот и партиципација на сите нас во тој временски период е масовно учество, значи масовно посетување на тие надпревари, се со цел за и ние да придонесиме во реализирањето на целта и остварувањето на хуманата цел на овој настан. Она што мене лично ми представува поготово посебен предизвик за овој временски период е развивање на свеста на луѓето која што треба да се евоцира во тој временски период од 12 дена со самиот факт со носење на розовите панделки. Значи градот да биде обвиткан во розово, се со цел луѓето да се запрашуваат зошто е тоа, па што е тоа рак, па што е тоа мамограф. Значи не можеме да се пофалиме дека големата количина на население е запознато со опцијата на оваа болест. Значи треба да дојдеме до едукација на населението за постоењето на истата. Ова покажува на големата соработка која што имаме во минатиот период со Стопанската комора и со регионалната Стопанска комора, која што е огранок на Стопанската комора на Република Македонија во Прилеп, односно тоа значи една корелација добра помеѓу локалната самоуправа и бизнис секторот. Се вклучивме оваа година бидејќи мотото на овој турнир е заедно во спортот. Се вклучуваме активно бидејќи една од причините имаме јака регионална комора во Прилеп, која што е пример
за организирање на останатите комори. Значи имаме 15 регионални комори, меѓутоа една од појаките, благодарение и на поддршката на општина Прилеп и на градоначалникот, е таа комора и затоа сакаме да бидеме пример за организација на вакви турнири. Тоа е првата причина, а втората причина во организирањето е вклучувањето во ревијалниот дел. Ќе биде на 23 декември и главниот тој настан ќе биде организирање на голем меч помеѓу политичари и бизнисмени. Тој е еден опуштен дел, меѓутоа оној што е секако озбилен дел е заедно бизнисмените да помогнат во спортот. Бидејќи турнирот се одвива во чест на големиот празник Свети Никола, на 19 Свети Никола, воено да поканам и целата македонска јавност да ни бидат гости на постни сарми на она позната Светиниколска трпеза која што се поставува во центарот на градот, кога повторно општината е домаќин заедно со конфекцијата, тоа е Конфи Ангел од Прилеп и едноставно бидејќи Свети Никола покрај познат светец во христијанството и православната религија е познат и по својата хуманост. Поради тоа и самиот овој настан и празник е од хуманитарен аспект и карактер.